Жешка и долга расправа за буџетот за 2016 година во Делчевскиот совет. Буџетот на Делчево проектиран на 290 милиони денари. За опозицијата е расипнички и нереален. Од овие 5 милиони евра, повеќе од 2 милиона евра одат за плата на администрацијата, околу 1 милион евра одат за стоки и услуги, 1 милион евра за други глупости и само некаде во најдобра ситуација помалку од 1 милион евра се навистина капитални расходи. Опозицијата забележува дека се прават лажни проекции за капиталните расходи. И земајќи во предвид дека планираното од реализираното што не го имате прикажувано во завршните сметки, драстично се разликува, ова дава за право дека и сегашната проекција на капиталните приходи не е реална. Реално, врз основа на реализацијата од претходните буџети, буџетот на општина Делчево изнесува околу 210 милиони. Сето тоа што го покажуваме ние околу 300 милиони денес, тоа се фиктивни. Советниците од мнозинството и предлагачите на буџетот со своји аргументи. Не може да биде ни еден буџет расипнички ако 50% од основниот буџет, односно од средствата кои изворно си ги обезбедува нашата општина, ние ги користиме за капитални расходи. И до сега, значи повторно ќе повторам, најразвоен буџет од процесот на децентрализација е буџетот за 2016 година, планиран во основниот буџет 50 милиона, во вкупниот 90 милиони. Присуството на градоначалникот Шехтански на седницата на Советот, советниците од опозицијата го искористија за прашање од типот како се трошат парите на граѓаните, но и зошто се распродава општинскиот имот. Во изминатиот период од мојот мандат немаме ништо продадено, се тоа што е направено или со сопствени средства, или со средства добиени од владата или по проекти. Советниците го прашаа Шехтански како ќе ја одблокира сметката и зошто не побара помош од владата, ако се има предвид начинот на кој се одблокирале други општини. Општина Делчево само према еден доверител должи повеќе од 10 милиони, пари кои што секоја година се зголемуваат за приближно 10%. А некои посебни шанси тоа да биде надминено, 200 милиони, тоа треба некој здраво да се откаже од каматите на кои што полага право, или некој друг да ги донира тие средства на доверителите. На седницата советниците едногласни за намалување на дневниците за патување на градоначалникот и на државните службеници од 800 на 400 денари, а беа поддржани одлуките за проектите со кои општината ќе аплицира за проекти за прекугранична соработка, како и проекти за атмосферската канализација во градот.